Господине Јовановски, вчера го видовме епилогот од судењето Меѓународен сојуз, кој за вас на некој начин заврши добро. Добивте 5 годишна условна казна. Но како Миле Јовановски се најде во целава приказна Меѓународен сојуз, односно судскиот предмет наречен Меѓународен сојуз? Право да ви кажам, јас и сам не сум свесен како се најдов таму, затоа што нит сум бил у меѓународен, нит сум учествувал во нешто, ниту 2 години као што присуствува во судницата као декор, никој ни ме спомнал, ни ме знае, ни ме познава, така да и мене ми е чудно тоа. Ја мислам дека е тоа само да се врши притисок на врз Бојан. Така, Бојан доби највисока казна од 9 години затвор. Госпоѓата Јасна Мандич доби 4 години, Кристина Блажевска доби 1 година. Ослободителна пресуда само за Фросина Ременски, бидејќи обвинителството не докажало дека таа е виновна, односно вмешана во целава ситуација. Вчера кажавте дека ова е одмаздичка пресуда. Кој кому му се одмаздува? Мислам дека казните се према Бојан највише одмазнички и тоа до коска, како да ви кажам. Исто и на Јасна. Ама нема причина да бидат они казнети, бе. Нема основа за тие казни. Не може они да си прават филм обвинителство и судството како им одговара на нив, па ајде сега стрпајте ги во затвор. Мислам дека и за Кристина па посебно. Таа вработена бе, таа тамо као например диде да купи, да донесе, да стае кафе, чај, што било и тоа. Како може не да и дадат затворска казна? За мене, право да ви кажам, не се осеќам ни малце виновен. Немам ни малку кривица за да бидам осуден и ова 2 со 5 години. Што... А за Бојан? Мислите дека тој е виновен? Ма какви бе, тоа нема шанса бе. Па Бојан не е премиер. Зашто не го спомна судијата кој ги одмрзна парите што беа 4-5 месеци замрзнати? Зашто тоа не го образложија? Образложи демек парите биле од Пелистер, биле као нормални пари и за тоа демек ги ослободија. Па судијата се осврна токму на тој дел дека Бојан и ги измамил Силијан Мицевски, Адријан Амзовски, им ги земал парите. Како им ги земал? Како според вас? Па како им ги земал? Па има меморандуми, има преддоговори, има договори, има слики, има све. Они една слика само покажува пари, кажува. И како ги виде дека се толку пари судијата? А и постојано се спомнуваше ова менувањето исказ на Силијан Мицевски од како финансова полиција му влезе. Да, они има одма не само финансова, они има пратено и УЈП. Па после УЈП они го менја исказот. Ама мислам дека... Но очигледно судот го цени тој исказ променет. Па нормално, па кога им монтиран случај, кој е случајот местен како сакаат они да биде. Кој они? Обвинителство и судство, тоа ти е исти. Тоа ти е исто. Како обвинителство вика, така судот суди. Нема тамо докази, нема ништо. Тие вика, нема доставено за перење пари, као нема доставено документи, нема ова, тоа Бојан му ги дал. Зашто не докажат како ми ги дал? Кога ми ги дал? Кај ми ги дал? Па тогаш, так, стварно, јас сум тој. А не, ја од дома сум земал пари, сум ставил на моја трансакцијска сметка, сум дал позајмица на еден ТВ и на БМ Медиа Груп. Дали видовте вие нешто од тие парите од тие пари кои обвинителството ги смета како предмет поради кој се покрена целиот меѓународен сојуз? Немам видено. Ја тоа немам видено. Се колнам у све што ми е најмило. Така. Ја мислам тука дека е ова свет една хајка против Бојан од господинот, ќе го наречам и господин Заев, Дон Заев, и мислам дека ова се заробени институции, највише обвинителството на Русковска и
и судот на Џолев. Ние ќе ги користиме сите можни што ни ставаат алатки, ќе искористиме право на жалба, ќе искористиме ако овде правдата уште нема да биде правда, као што очигледно е дека во Македонија правда нема, ние ќе го искористиме и судот во Страсбург. Така, на сличен начин како вчера заврши пресудата за рекет. Бојан доби 9 години затворска казна, но и тогаш, како и вчера, кажа дека во предметот, односно во двата предмети има вмешаност на високи политички функционери. Тоа не го збори он на памет. Само толку да ви кажам. Има докази за тоа што го збори. Видовме, тврдеше повеќе пати. Но зошто кога имаше прилика во меѓународен сојуз не ги изведе тие докази? Зошто мислам Како може да ги изводи тие докази кога телефонот не му го дадоа? Како може од затвор он од телефонот да вади докази? Како може? Јас се прашам, они се вадат на тоа 7 месеци ви го дадовме телефонот, имаше време да извадите тоа што ви треба. Но спорно беше програмата со која ќе се отвори. Спорна програмата, прво не можеше технички од овој вештак не можеше да најде да ги отвори на WhatsApp апликацијата. Па после барањето остана уште месец дена. За тие месец вика самиот тој вештак вика ово е невозможно. Има толку многу фајлови, толку многу ја не разбирам од тие работи. Вика што нема шанса ова за да може да се најде и да се изведе. Така, во повеќе наврати и вие и Бојан во писмата што ги пишувате Идризово спомнува дека добива закани по животот. На кому му смета животот на Боки и еве кога сега е во затворот Идризово? Односно, кому му смета тоа што Бојан го знае? Прочем. Ја мислам највише на Заеви, фамилијата. Зошто? Затоа што на пример во едно од тие писма ја не можам да тврдам тоа, затоа што ја не сум бил. Али во едно од тие, а тоа е милиарда после така, он не би излегол со лажно нешто, па сега ќе се правдаме и кажува за 3 торби носени во меѓународен сојуз од Пелистер, мислам рече, на лице со бело ауто, пошто у канцеларија не му видел број на таблици, али името му го кажа. Значи тоа отвора и други работи, не отвора само Бојан. Како може Бојан да беше премиер, па не можеше ова све да го прави. Цел терет на Бојан, индицијата е на Бојан да се затвори. Зашто не даваат интервју со Бојан? Нека ја каже и Бојан неговата приказна. Така, тој рече дека во во завршните зборови за меѓународен рече дека се чувствува измамен. Кој го измами Бојан? Впрочем, сега тој да се најде на обвинителна клупа за измама. Според вас, споделуваше ли со вас такви информации? Право да ви кажам, не многу, ја не сме, али за тоа мислам дека Дон Заев он имаше поверење многу во него и мислам дека све му кажуваше. Дури ја мислам и за македонски инсайдер што беше на еден ТВ што требаше да се дава, дури имаше дозвола од него. А ја мислам дека све почна од македонски инсайдер. Како може полиција 2 дена за рекет се правамуваме, како може полиција 2 дена обавестена директор на полиција да не преземе ништо, да не се обележат парите, да не се фати го жив, ако е тој земи ги пара, ова и нема таму више правдање или ова. Како може за 300 евра, за 500 евра доктор некој или некој таму се имаше некој уприлеп, како може за нив да постапа така, а за вакви толкави големи суми пари да не се постапа. Срамота. Тамо Бојан тоа е све апсурдно. Ова е, мислам, ова е апсурдна ситуација. Како може Бојан да земе толку пари? Не ми е јасно мене тоа. Како може да земе?
сакам тука да кажам и дека тоа е све монтирана работа. Ти да му подигнаш земени пари, кои што велат они, ако се сетам добро, на 20 февруари, а на 2 февруари да се подигне обвинение. Кој го подигне обвинението? Нели викаше Зоран Заев дека он го подигне? Па нели искочи дека нема ни белешка, нема ништо? Или тоа се прави како што се прави ден денеска на телефон? Не, таму се суди за трговија со влијание. Замислете го вие. Таму се суди Бојан за не е рекете бомбастично на пропагандата на СДСМ. Заев се криеше позади СДСМ и позади институцијата премиер. За Заев сите работеа, како да ви кажа, безпрекорно, со тортури, према фамилијата, према Бојан, да не ви кажам какви тортури имаш. Пред да влезе во затвор или од како влезе во излиза? Од кога влезе во затвор? Од кога влезе во шутка, тортури невиден. Тоа ја мислам не ги правеле ни фашистите. Во нарачки на поранишниот премиер, сакате да кажете? Па ја мислам дека 99% по нарачка негова е ова све. Затоа што се знае, Вилма Рускоска како може да обвини. Ако нема ветер у грб, она нема да обвини. Ветерот Вилма го добива од поранишниот Да. премиер, сакате? Да, не сакам, него тврдам дека е така.